Последните два победници во Купот на Македонија, актуелниот бранител на трофеот Работнички и Тетекс, освојувачот на Купот во 2013 година, ќе се соочат во финалето на Купот на Македонија во битката за трофеот на националната арена Филип II. Од 2008 година па наваму, значи на сите последни 8 финалиња, Работнички или Тетекс или пак двете екипи заедно биле учесници. Во 2008 година Работнички славеше над Милано, следната година беше подобар и од Македонија Ѓорче Петров. Во 2010 година Тетекс беше поуспешен од Работнички. Во 2011 Тетекс загуби од Металург. Следната година Ренова беше подобра од Работнички, а во 2013 Тетекс на пенали ја победи Шкендија. Во последното одиграно финале Работнички го совлада Металург. Сите се согласуваат дека овој натпревар ќе биде посебен, финале на Куп на Македонија, но натпреварот веројатно најмногу чувства ќе побуди кај двата најголеми поддржувачи на Тетекс и на Работнички. Тетекс е за мене у душата и срцето свето. Тетекс е душа и срце. Фудбалскиот клуб Работнички за мене представува втор дом во фамилијата. Од 57 година да речем, јас сум 50 роден, го пратим Тетекс редовно. Уште од рани времиња, татко ми беше член тука на фудбалскиот клуб, ги се секретар, и ја од тогаш го сакав само Работнички. Никој друг клуб не постои за мене во Македонија. Битни утакмици биле за мене Тетекс, кој се такмичеше, например, 69-та година, ќе речем, за влегување во друга лига со Влазимир Јаковица. Таа ми е битна утакмица, 69-та година, пред тоа 65-та година исто со Ловчен и со Слобода Титу во Ужице. Тие ми се. И 79-та година у единство Бело поле, исто се играше утакмица задна, дали Тетекс ќе остане у втора лига или не. Битна утакмица беше и таа многу. За мене највпечатлив натпревар е со победа кога игравме во 10 часот на стадионот, градскиот стадион беше полн, околу 25.000 публика и го добивме тој натпревар со 6-2. Имаше разни анекдоти со донесување на прилепски мајмуни, она и така тој натпревар заврши со 6-2. Тетекс бил за градов едино. Бил Вардар у Македонија, Тетекс, Победа и Битола. 4 екипе. Од тие нешто што ќе направат, најаки екипе тие се. Како навијач сум почнал од кај мене овде. Стара куќа, 50 души, заставе правевмо, грамафони, звонци на стадион. После се комплетиравмо, Паржобавча, Тече, Дренуец и друго мало и заеднички на стадион одивме. Навивачите по добрите игри на Работнички во 1973 година, кога имаше многу публика на градски стадион, доаѓа по 25.000 гледачи, додека Вардар, фудбалскиот клуб Вардар имаше 3.000 гледачи. Тогаш се почна романтиката на фудбалскиот клуб Работнички, почна да игра добро и навивачите на Работнички го нарекоа романтичен клуб, кој што и денеска се вика романтично играње на Работнички, а исто така и навивачите го добија името романтичари. 7.000 работника работавмо, наш да биде стадионот, пошто 7.000 работника од Тетекс работавмо. Да биде све тоа, магацини, да биде тоа. Стојан Ѓорчевски директор беше, покојни сега, жив тогај, се трудеше, викаше, земите го, им вика на управата, што беа тујека, јас секој ден бев тујека и слушав, абе земите тоа, бе, нашие.
прв човек што го формира работнички е Дане Крапчев, потоа тој отиде во партизаните во Втората светска војна и од тие луѓе што го формира клубот, некој се врати, а некој продолжи, некој се врати да продолжи да игра фудбал, а некој загина како партизани во револуционерната борба. За мене сите играчи, у Тетекс што играле, у Тетекс, сите се најдобри. Сите биле најдобри. Мене едино ми било криво, од Тетекс кој ќе отиде некој играч у други клуб, и тамо ќе игра пола сезона, една сезона, и ќе се врати Тетекс, и ја викам, значи, кај матицата се враќаш најдобро ти е. Работнички во оваа историја од 98 што кажав и 2015 до 2015 има одиграно многу надпревари во Европа. И тоа првем играше, мислам, во Лигата на шампионите со Локомотив Софија и првата година со Сконто и Локомотив Москва. Потоа играше со Лил, со Базел, клубови што ќе ги набрам, Болтон, и исто така со Ливерпул, Лиц, Лацио уствари, Лацио. И играше со, сега задната година играше со Хелсинки, кој е екипа и Одензе исто така. Фер и коректна игра се игра, кој е подобар, нека победи. А ја сакам увек да победи мојот клуб, сакам и најдраг клуб Тетекс. Ако победи, ако не, кому ништо. Тоа е. Идемо дале. Малтето да се дигне. Јас сум секогаш оптимист и во финалето очекувам да победиме и тоа со добар резултат да го освоиме купот.